може да откријат, видете прво огромна подршка до колегите од ОЈО Кочани, значи на нив најмалку им е лесно, Кочани е мал град, сигурно дискутабилно и дали може обвинителството во Кочани не поради само недостиг на ресурси, туку и поради објективни околности и конфликт на интереси. Кочани е мал град, сигурно има и роднини меѓу жртвиве на обвинителиве, не сакам да преюдицирам, меѓутоа реално зборам дискутабилно и дали ќе остане надлежноста на ОЈО Кочани. Видов дека и првиот човек на организиран криминал, колегата Абази е таму и тоа е добро, треба да се утврди како и на кој начин се добивани тие лиценци. Модули има, значи одговорност мора да се бара и одговорност ќе се добие, но одговорност од директните виновници ќе се добие, но кој ги штител? Кој дозволил да функционира од 2012, ако не се лажам, или од 2014 по информациите работи дискотеката. Значи ова ви е несреќа која била во исчекување да се случи во секој момент. Да, значи, ако од една искра се запали објектот, една година и 2 дена дискотеката работи без дозвола. И наместо истата да биде пломбирана и затворена и казнета, истата продолжува да функционира. Затоа ви кажувам, поширок е контекстот. Во ред, да, секој што е дел од собственичката структура, управител, лице одговорно за безбедност, ако шталана, воопшто такво нешто има, градоначалник, општина се, меѓутоа, кој дава заштита, кој не контролира, дали од Министерство за економија, дали од Министерство за внатрешни работи, тоа треба детално да се испита. И тука